Општина Киселавода и оваа година продолжува со успешната пракса на наградување на младите спортски таленти со бесплатно летување, како дел од стратегијата за поддршка на спортот и здравиот начин на живот. Победниците во Лигата на училишен спорт, која опфаќа надпревари во кошарка, фудбал, одбојка и ракомет во машка и женска конкуренција, ќе имаат можност да летуваат во извидничкиот центар во Охрид, информираат од општината. Оваа мерка, која била воведена минатата година, има за цел да ги мотивира младите активно да се вклучат во спортските активности, да го развиваат тимскиот дух и да градат здрави навики преку спортот. Спортот ги подобрува физичкото и менталното здравје на децата, но создава и другарства, дисциплина и тимски дух, со обезбедување бесплатно летување за најдобрите во Лигата на училишен спорт. Не само што ги наградуваме нивниот труд и посветеност, туку и дополнително ја поттикнуваме спортската култура во училиштата, истакна градоначалникот на Киселавода Урце Ѓоргиевски. Ова додаде тој е дел од стратегијата за поддршка на младите. Најави дека како општина ќе продолжат со мерки што ќе овозможат уште поголема афирмација на спортот и негов развој во училиштата. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски информираше дека се доделени 27 решенија за трајно вработување на наставници во основните училишта. 27 решенија за трајно вработување на наставници во сите основни училишта во општина Ѓорче Петров. Наставниот кадар е најсилната алка во образовниот систем. Важноста на наставниците и континуираното подобрување на условите за работа се наш врвен приоритет. Инвестициите во образованието се континуиран процес на кој сме целосно посветени, истакна Стојковски на социјалните мрежи. Веќе една седмица во општинското основно училиште Живко Брајковски во Скопски Бутал се врши обнова и целосна реконструкција на плафоните кои претходно беа во катастрофално лоша состојба и од голема опасност за учениците. Грижата за нашите деца е наш приоритет. Тоа се манифестира преку континуираните проекти за унапредување на условите во основните училишта, информираше градоначалникот Дарко Костовски, кој сподели дека во дворот на ово училиште во завршна фаза е изградбата на нов спортско-рекреативен комплекс со фудбалско игралиште со вештачка трева, ново модерно детско игралиште и нова фитнес зона. Инвестирајќи во обезбедување на најсовремените стандарди, за мене како градоначалник е уврска и директен влог во развојот на нашите идни генерации, кои треба да бидат гордост на општина Бутал, порача првиот човек на Бутал, Дарко Костовски. Општина Газибаба го објави јавниот повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Газибаба за вградување на уреди за течен газ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата за 2025 година. Од денес, 5 февруари, објавен е јавниот повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Газибаба за вградување на уреди за течен газ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата за 2025 година. Преку субвенции, општина Газибаба на граѓаните ќе им врати до 50% од трошоците за купен и вграден уред за погон на метан или друг вид на алтернативно гориво во возилото, но не повеќе од 18.000 денари, без вклучен персонален данок на доход по возило. Персоналниот данок на доход е натовар на општина Газибаба, информираше денеска градоначалникот Бобан Стевковски. Овој вид на субвенции општината ги воведе минатата година, во настока на стимулирање на граѓаните за вградување на уреди за течен нафтен газ и други алтернативни горива во возилата, а со цел намалување на загадувањето на воздухот од возилата. Општина Центар преку соопштение остро реагира на соопштението на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, каде се изнесуваат неточни информации и манипулации за нивното неработење и нечистење на улиците во Центар. Во ниту една изјава, градоначалникот Горан Герасимовски нема истакнато дека одржувањето на хигиената околу пазарот Буњаковец е под надлежност на град Скопје. Во соопштението испорачано во медиумите пред 2 дена се вели следното: денеска ги исчистивме јавните површини околу пазарчето Буњаковец. Тука гравитираат голем број граѓани кога пазаруваат. Неопходно е овој дел да биде чист и уреден. Центар не чека, Центар чисти, се вели во соопштението на општината.
Во демантот, јавното претпријатие Комунална хигиена вели дека комуналниот отпад секојдневно се собира и транспортира без никаков застој. Доколку секојдневно се собирал и транспортирал како што велат, зошто сметот во Маџир Мало не беше отстранет 2 недели. Жителите во тоа населено место апелираат да се исчисти што побрзо, велејќи дека 2 недели не е исчистено од комунална хигиена. Исто така и жителите од Дебар Мало, Крњево и Капиштец имаат поплаки за несобирањето на сметот. Општина Центар работи за сите граѓани да имаат чиста и уредна општина и ќе реагира соодветно на секоја институција или поединец доколку не се работи поажурно, се додава во дописот на општината. Од Центар повика на настојавното претпријатие Комунална хигиена да испраќа празни деманти, да се фатат за работа за да не се гледа истата слика од ова утро, каде што подземните контейнери се преполни со смет на територија под надлежност на град Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја